Поздрав, магични мои! Денешната тема ќе се однесува на една љубовна енергија која што се надевам дека сите ќе ве заинтригира. Имате 3 групи, 3 шпила карти. Одредите се за која група сакате да послушате, можеби и за сите 3 групи. Ќе се пронајдете во сите 3 групи. Така да, денешната тема ќе биде што наскоро ќе дознаеш, ќе откриеш во љубовна енергија или пак за твојот љубовен живот или пак односно се однесува на моментална ситуација која што треба да дознаеш и откриеш во твојот љубовен живот. Што се крие, што е позади параванот, што се однесува на твојот љубовен енергетски дел. Поздрав, магични мои! Јас се надевам дека сите сте добро и здраво. За сите вас кои што одбравте оваа прва група или пак овој прв шпил, ајде да видиме што наскоро ќе дознаете, што наскоро ќе дознаеш, ќе откриеш во твојата љубовна енергија, кој стои позади параванот, зашто по-конкретно ќе се однесува, да видиме дали ќе биде особа, случка, настан кој што се спрема, енергија, да видиме во каква енергетска вредност ќе биде ова откривање, да видиме што ќе дознаете наскоро, што ќе откриете наскоро во вашата љубовна енергија. Ајде да видиме што наскоро ќе дознаете во вашата љубовна енергија, кој стои позади параванот за првата моја група или првиот мој шпил карти. Ајде да видиме. Вие ќе откриете во вашата љубовна енергија или пак во вашиот љубовен живот персона која што би попречила на патот. Оваа персона е во енергија да ве исчисти од вашиот љубовен партнер, значи да стави крај на некоја ваша енергетска вредност, каде што и оваа персона има убедувања во неговата ментална енергетска вредност дека не сте заедно или пак не треба да бидете заедно со вашиот партнер. Оваа персона има енергетска вредност да работите заедно или пак да стварате заедно во љубовна енергетска смисла, да сте почнале љубовна врска која што не резултирала во ваша енергија, да оваа персона се криела или пак не сакала да ви соопшти некои енергетски вредности, каде што и вие сте во една разочарувачка енергетска вредност. Оваа персона имала друга персона која што стоела во неговиот живот како персона од љубовен карактер, каде што и оваа персона можеби има шкорпионска енергетска вредност, да не сака да разговара или пак да донесува битни и важни одлуки во неговиот енергетски животен, љубовен стил, да биде во притајување, да биде во енергија да му работи позади грб на вашиот партнер од љубов, да знаете и спознаете дека оваа персона може да е негова бивша љубовна врска или пак оваа персона да е некоја фамилиарна вредност, каде што и убедена е дека вие не припаѓате еден на друг. Но, што се случува? Оваа персона е во жртвена енергија, се представува на вашиот партнер како жртвена енергетска вредност, може да е и мајчина енергија. Оваа персона е да е неговата мајка или пак негова сестра, каде што се жртвува во неговиот живот да му покаже колку треба да биде вреден во неговата љубовна енергетска вредност.
да знаете и спознаете дека оваа енергија ќе се утемели во една недобра енергетска вредност, да знаете и спознаете за персона спроти вашиот партнер кој што стои на работ да исчистува енергии кои што не ја задоволуваат неа, но ја го задоволуваат вашиот партнер. Енергија да сте работеле на овој однос, но овој однос завршил во некој неуспех, каде што и вие сте биле во енергија да сте се осеќале, да сте давале, да сте вложувале во овој однос, но оваа персона работела во притаена енергетска вредност. Оваа персона ви сместила некоја енергија каде што и е убедена дека нема да бидете заедно, да ве разочара, значи енергија 4 купови е 4 пентакли е енергија да сте во разочарана енергетска вредност, но сте во сама своја кожа. Да овој ваш партнер сега е во енергија на жртва, каде што и е во својот застарен плакар, вратен тоа што го има, таа стабилност што ја има во домашна атмосфера, каде што и оваа персона која што е дали негова мајка или пак негова бивша љубовна енергетска вредност, да го сместила во оваа енергија каде што и не може да даде напредок. Оваа енергетска вредност ќе се поправи доколку вие го промените начинот на размислување за оваа персона, да му кажете една енергетска вредност дека сте вредни за овој однос, или пак само комплетно да затворите оваа структура на оваа енергија која што се укажува дека не е во ваша надлежност, туку е персона која што стои позади параванот, кој што е во енергија на донесување битни и важни одлуки по повод вашата енергетска вредност, да знаете и спознаете за персона која што стои позади параванот, се крие подолго време, да бидете во една енергија која што вели вие ќе донесете важна одлука да може би го затворите овој однос, или пак оваа персона притајува енергии кои што се по недобра енергетска вредност на вашиот партнер. Оваа персона или е мајчина енергија, каде што вашиот партнер ја слуша, ја прислушкува енергетска вредност, да не може да се одвои од својата мајчина енергија, и оваа персона е во енергија да ве исчисти од неговиот живот, како што и би се енергизирала за некоја друга персона која што е во нејзините очи, во нејзината рационалност многу подобра од вас. Оваа енергија е енергетска вредност да вашиот партнер е во инфантна енергетска вредност. Вас инфанти не ви треба, затоа што оваа персона никогаш нема да научи да се одвои од својата енергетска вредност, или пак да се одвои од оваа персона која што му кажува една добра енергија да биде во своја активност, да бара персони спроти него кои што ќе го задоволуваат и ќе бидат во една енергија за нејзините желби или пак неговите желби се исполнат во нејзина или негова енергија. Секогаш улогите можат да бидат заменети и знаете и спознајте дека ќе биде во енергија да донесете битна и важна одлука по повод оваа врска и вашиот партнер. Вашиот партнер е во зачаурена енергија, инфантна енергија, каде што и не му треба дадилја. Буквално, ако сакате да бидете дадилја на оваа персона, продолжете да бидете во вашата љубовна енергетска вредност. Картите ви нагласуваат за вас во првата моја група за одговор на некое прашање, да потврдуваат една инфантна енергија, каде што и токму оваа енергетска вредност е во
инфантна состојба. Значи, зависен од своите родители или пак од својата мајка, каде што и му пружа љубов, енергија, ако ти веруваш. Дали веруваш, дали ќе веруваш или пак веќе си поверувала во оваа енергија дека персона која што е блиска до вашата персона, од емотивен карактер, стои позади вашата енергија и ви работи позади грб, да не бидете со вашата особа од интерес. А оваа ваша персона е во инфантна енергија која што ја слуша и не може да се одвои од нејзиното мајчинство или пак енергија каде што и му треба љубов, му треба енергија на дадилја. Така да, се гледаме во наредна порака. Поздрав! Добре дојдовте и втора моја група за сите вас кои што го одбравте овој шпил или пак оваа група, втора група. Ајде да видиме за вас што сакаат картите да ви порачаат, што наскоро ќе дознаете, што е скриено во вашата љубовна енергија, што ќе откриете, што ќе дознаете, што е скриено во вашата енергетска љубовна енергија, што стои позади параванот, да видиме што ќе дознаете, што ќе откриете наскоро. Втора моја група. Ајде да видиме што сакаат тарот картите да ни кажат. Ајде да видиме што друго. Ајде да видиме. 10 пентакли и 3 штапови. Епа, драги мои, вие наскоро од втората моја група во љубовна енергија ќе откриете една добра вистина која што во вашата енергија се крие персона која што вашата персона од љубовна енергетска смисла крие од вас една животна енергија која што ја разработила во претходниот период, донела една битна и важна одлука за некоја негова зрелост, каде што и неговата зрелост ќе биде во енергија во заедништво. Втората моја група ќе биде во енергија да отпочне нова љубовна приказна или пак нов животен стил, каде што и двете енергии ќе одат заедно напоредно, ќе се движат напоредно еден кон друг, со тоа што ќе доживеат една смисла за животот во енергија на заедничка перспективна енергетска вредност. Трите штапови е енергија дека ќе се работи за персона која што е од минатото или пак персона која што е од минатото, но која што ќе гледа во иднината. Значи, енергија која што прави планови за веќе идно време. Енергија која што за кратко време ќе добиете порака, позив, енергетска вредност, каде што и затварате една долга енергетска вредност, да овој ваш партнер е во вашата енергија сега, или пак е во енергија дека ќе отпочнете една нова љубовна врска, каде што и со персона ќе биде со персона од прошлоста, но никогаш не сте ставиле крај на оваа љубовна енергија. Оваа нова енергетска смисла ќе донесе една огромна возбуда во вашата љубовна енергија, каде што и ќе откриете дека вашата персона донела една огромна смисла за неговиот живот, но напоредно со вашиот енергетски љубовен дел.
да оваа персона ви изрази љубов, животна енергија, каде што и неговите верувања или пак незините верувања ќе бидат во енергија дека ќе отпочнете еден нов циклус, една нова љубовна енергетска вредност, каде што ова е и животен енергетски стил, каде што и оваа карта ни најавува нов животен енергетски стил, каде што и нови почетоци имате во вашата енергија. За некој од вас ќе значи дека оваа персона крие од вас едно патување кое што си го ветила сама на себе, или пак ова било во договор со вас да ова патување биде во енергија да се преселите за заеднички живот, или пак овој заеднички живот, заедничка енергетска вредност, каде што и 10 пентакли е состојба на стабилитет, енергија каде што и ова патување ќе биде во заедничка енергија. Оваа персона сака да гради со вас една успешна енергија, каде што и ќе донесе битни, важни одлуки по повод вашата енергија која што сте ја имале во љубовна енергетска смисла. Да бидете задоволни од незината енергија, каде што и дава можност да се развиете во една добра љубовна енергија. Тоа што ќе го дознаете е дека плановите се веќе поставени во вашата енергија. Да вие ќе градите заедничка енергетска структура како целина, да бидете во една нова животна доба, во една нова животна енергетска вредност, каде што и ќе бидете успешни и на материјално стабилни, и ќе бидете во енергија дека оваа ваша персона која што стои позади вас и е во енергија на бивши партнер кој што се надевам дека не сте го заборавиле и дека не сте му ја затвориле вратата, ќе дојде во ваша енергија со една новост, каде што и ќе ви понуди заеднички живот, но и да ви понуди една нова работна околност, каде што овој партнер долго време размислувал, градил, стварал, а можно е и да створил некоја фирма која што вие тоа не го знаете, тоа ќе го дознаете од овој партнер, каде што и сте вклучени во самата структура на оваа енергија. Плановите се утемелуваат во вашата енергија. Овој ваш партнер е мудар партнер, каде што е поддржан од универзумот да дојде во оваа енергија. Ова е животна енергија за некој од вас, каде што и очекувате да овој партнер направи нешто во вашата љубовна енергија, да донесе битна и важна одлука по повод вашата заедничка енергетска вредност, и токму тоа ќе го направи во наредниот период, но сето тоа е под вел на тајни, каде што и нема да дознаете се додека не биде откриено од неговата енергетска вредност. Тоа што ќе го дознаете, драги мои, тоа што ќе го откриете наскоро, е дека вашиот партнер сака да ви изненади во една добра енергија, да започне една нова љубовна врска, да започнете еден нов животен циклус, каде што и ќе патувате заедно. За некој од вас ќе значи дека ќе се преселите, ќе бидете во една заедничка енергетска вредност, каде што и ќе градите самостално, ќе бидете во енергија на заедничко разрешување на ваши дилеми и ваши љубовни енергии. Знаете дека овој ваш партнер е комплетно заштитен од духовното водство кое што го негува и го штити. Да знаете и спознаете дека ќе треба само да превземете акција доколку се случи оваа енергија наскоро, да дознаете за вашиот партнер што размислува и што створил во неговата енергетска вредност, во неговото рационално размислување, да ви понуди една успешна врска која што ќе резултира на крајот и со брачна енергија. Доколку не сте во брак, доколку сте во брак, овој ваш партнер
открие од вас или пак ќе дознаете за вашата љубовна врска, дека ќе се развива на едно многу поголемо ниво и дека ви следува патување или пак преселба во друга земја, друг град, држава каде што и ќе биде успешна енергија. Превземете акција за до успешност во вашата љубовна енергетска вредност од кога ќе го откриете ова енергизирање кое што е се уште под велот на тајните за вас, драги мој, од втората моја група. Поздрав! И добре дојдовте трета моја група, за сите вас кои што го одбравте овој шпил. Ајде да видиме што наскоро ќе откриете, ќе дознаете во вашата љубовна енергија, кој стои позади параванот, кој и зошто стои позади параванот, да видиме зашто станува збор, може да биде за случка настан, или веќе енергија која што ја знаете, но не ја знаете во детална ваша енергетска вредност. Ајде да видиме зашто поконкретно се станува во ова енергетска вредност, зашто поконкретно ќе станува збор. Ајде да видиме што сакаат овие Ленорман карти да ни кажат. Рушевачка енергија и енергија да добиете глас, порака, позив, нешто ново, за нешто рушење. Ајде да видиме што, каков е овој универзумски благослов, прерушен благослов за вас, зашто станува збор во третата моја група. Три пентакли, пашот на пентакли и 4 купови. Епа, драги мои, вие ќе бидете во една енергија да излезете од 4 пентакли, од 4 купови, да излезете од 4 купови, од енергија 4 купови, каде што и ќе бидете во ваша енергетска вредност. Ќе морате да излезете од оваа енергија, затоа што овдека се најавуваат едни возможни енергетски случувања, да дознаете и спознаете за вашата персона која што стои спроти вас, дали сте во комуникација или не. Овдека е нагласено дека ќе комуницирате, дека ќе добиете комуникација од оваа персона, да знаете и спознаете дека овој мол кој што бил во вашата енергија, да не сте комуницирале подолго време или пак да не сте биле во комуникативна енергетска вредност, затоа што се случила една транзициона енергетска вредност во неговата енергија, љубовна енергија, каде што и оваа персона затворила стара кармична врска. Енергија каде што оваа кармична врска може да биде енергија развод, да оваа персона се развела и е во постапка на развод, да неговото семено гнездо се струшило, затоа што немало верба во енергија на љубов, само материјално, само искористување, енергија на егоцентричност, егоизам во неговата енергетска вредност. За други пак од вас ќе значи дека оваа персона се одредува за вас по долго време не комуникација. За други пак од вас ќе биде комуникација кој што не сте ја имале во изминатиот период. Тоа е кратка енергија каде што и оваа персона руши стара врска, значи стара љубовна врска, или пак го руши своето семено гнездо, каде што и се разведува, е на развод оваа персона.
во енергија, тоа што ќе дознаете преку трета персона од негова работна енергетска вредност или пак од персона која што е во енергија да доколку сте вие партнерката која што е во енергија да е оваа струшена енергетска вредност во ваша љубовна енергија, знаете дека ќе ви стигне една огромна порака од некој близок кој што е ваша енергија, значи некој близок, познат, пријател, соработник, енергија пријателка или пак роднина кој што соработува со вашиот партнер, е дека ќе дознаете тоа што е прикриено, е дека вашиот партнер ќе сака развод со вас или пак доколку не сте вие таа персона, овој партнер руши една огромна енергија во ваша корист. Ќе добиете позив, порака од оваа персона, но многу понатаму, во понатамошна енергетска вредност, да сте вие во сега разочарувачка енергија, каде што и овој партнер исто така се осеќа. Енергија да не може да биде во љубовна енергетска вредност со вас, каде што и неговите надежи се во енергија на пажот на пентаклите. Ова е енергија која што многу малку дава, но бара многу повеќе од нормална енергетска вредност. Оваа персона нема да ви понуди една стабилна енергија во секој случај, каде што и во енергија додека не го затвори овој комплетен циклус во вашата енергетска вредност, во вашата љубовна енергија, ќе биде во енергија на 4 купови, енергија каде што и е разочаран, е во енергија дека погрешил со околу вас, но и дека ќе дознаете дека вашиот партнер затвара долга кармична врска, љубовна врска, или пак е во енергија да се разведува, значи го разведува својот долгогодишен брак, кој што понатаму ќе биде во енергија на исцелување, но и ќе ви стигне комуникација од овој ваш партнер преку трета персона која што е добро позната на вас и на него, но ќе биде во комуникација за така да дознаете што се случува во неговата енергија. Тоа што ќе дознаете, драги мои, е дека ќе треба да бидете само трпеливи и да дознаете во каква енергија ќе се движат настаните во вашата љубовна енергетска смисла. Да знаете и спознаете дека се руши некој оптимален енергетски дел, каде што и ќе добиете порака, позив од персона која што е многу блиска до вас, на вашиот партнер и на вас сами, да дознаете дека вашиот партнер става крај на долга кармична врска, каде што и нема повеќе да се осеќате во 4 купови, нема да бидете во енергија дека се каете затоа што сте во енергија, сте му верувале на овој партнер, а ова е енергија на прерушен благослов од универзумот за вас и вашиот партнер, каде што и понатаму ќе се гради нешто многу подругачие. Енергија каде што трета персона стоела во вашата енергетска вредност, поточно кај вашиот партнер кој што не бил во задоволувачка енергија со оваа персона. Ајде да видиме, токму така ви следува романтична енергија со овој партнер, значи кога ќе ја дознаете вистината, ќе ја дознаете по пат на трета персона, но ќе ви следува една романтична енергија со овој партнер, ќе бидете во енергија на ситуација која што ќе се подобри во вашата љубовна енергетска вредност. Овој партнер е романтичен, ве сака,
но морате да знаете дека овој партнер крие од вас енергии кои што не се задоволувачки ниту за вас, ниту за вашиот партнер, а тоа е дека става крај на долгогодишна кармична приказна, која што ја имал во вашата енергија трета персона, а за други пак од вас дека вашиот партнер се разведува и е на развод, конечница, ќе се деси наскоро во вашата енергија. Трета моја група, бидете стрекни и во ваша енергизираност. Те гледаме во наредно видео. Поздрав!